Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте у уште едно моје видео. Овој пат имаме една многу интересна тема за вас, односно тема која што е поврзана со сите нас, а тоа е нашиот Александар, односно неговиот оклоп. Многу интересно за Александар е тоа што тој и неговата војска не користеле метален оклоп, туку носеле ленени блузи. Тие носеле ленени блузи, замислете, и со тие ленени блузи оделе во војна. Меѓутоа, пред да продолжам со таа приказна за мистичниот ленен оклоп на Александар и неговата војска, да ви кажам збор-два за историјата, односно од каде ние добиваме информации. Например, ние денеска добиваме информации од Западот, односно од Англија и Америка, да кажем, како носители. И сега ќе ви кажам еден пример да видите колку се тие кредибилни и релевантни извори, западните извори на кои што нашите историчари им слугуваат и археолози секако. Во Александрија, градот кој што го направил Александар, постоеле два големи обеликса. Тие два големи обеликса представувале здравје и моќ, затоа што Александар верувал дека тие обеликси можеле да ги зимаат посебни и складираат посебни сончеви зраци, кои што подоцна се пренесуваат на населението што живее во нивна близина, и така тоа население е поздраво и подолговечно. Тоа се верувањето од тоа време за тие обеликси кои што биле во Александрија, денешен Египет. Таму се направени, таму ги направил Александар, таму биле тие обеликси. И сега, тие обеликси во 19 век, овие луѓе кои што ви креираат историјата, ги размонтирале од градот Александрија, направиле големи метални како ковчези, за да ги сместат во нив тие огромни тонски обеликси, ги сместиле во огромни метални ковчези, ги закачиле на бродови и си ги довлечкале до своите градови. Значи, еден од тие обеликси е во Лондон, во паркот во Лондон стои таму, ако отидете ќе го видите, значи таму е, не е ни скриен, не е ни ништо, а другиот е во Централ парк во Нујорк. До Нујорк го однеле, замислете. Сега тие луѓе кои што ги ограбија и обеликсите од Александрија, или обеликсите на Александар, тие луѓе сега ви креираат вашата историја и ви кажуваат што се случило. Мога да кажам само како пример да видите со какви луѓе си имате работа, со кои хоштаплери. Ете така, тие луѓе кои што тонски обеликси направи огромна операција да ги извадат од Александрија, да си ги однесат во своите градови, сега ви креираат вашата историја, да не навлегувам во тоа нивните музеи колку се полни со наши артефакти. Но тоа што мене највише ме погодува е тоа што нас не нема во таа историја. Ние сме избришани од таа историја, на наше место се ставени грците, подоцна знаете сите други народи што идат натаму, итајаните, сите натаму што идат, сите ја знаете таа нивна западна историја на хоштаплери и на апаши кои што ја пишеле. Колку може да им верувате на луѓе што украле тонски обеликси и што си ги ставиле во своите паркови. Но тоа, како што кажав, значи нас не нема во таа историја и тоа е тоа што мене многу ме погодува. Истото се случува и со оклопот на Александар. Значи Александар, за разлика од другите војски, тој не носел метален оклоп, тој носел ленен оклоп. Значи тоа биле ленени блузи. Интересно за тие ленени блузи е што тие биле многу лесни и биле непробојни. Тие биле направени од лен, кој што е одледан на македонска почва,
Тоа е стара сорта на многу јако влакно на лен, кое што расте само на ова подневје. И ако видите, ние имаме магична земја и до ден денеска, иако таа земја се уништува, се прска, се загадува, таа се уште раѓа. И можете да замислите како било таа земја пред толку многу време. Пред скоро 2500 години. И какви работи можела да произведе таа земја, така и на оваа земја се создавал тој волшебен лен или тој непробоен лен, тоа влакно од лен, од кое што подоцна плетеле кошули, кои што биле непробојни. Тие кошули не можело да ги пробие ни стрела. Значи, тоа е на некој начин првиот панцир кој што е употребен. Тој е употребен од Александар и од војската на Александар. И затоа тие имале голем успех и на војното поле. Тие можеле лесно да се движат со нивните ленени блузи кои што биле непробојни. А при тоа многу тешко да бидат повредени. Има група студенти, може да изгуглате на интернет, Лино Рекс, мислам го нарекуваат тој оклоп од лен на Александар. Тие вршат истражување на оваа тема за линорексот, или тој ленен оклоп, и тие бараат старо семе од Македонија од лен, замислете. И верувајте, тие наоѓаат старо семе, го огледуваат тие старо семе и успеваат да направат блуза од тој лен. И тие подоцна се зачудени од колку е таа блуза цврста и јака од лен. И тие дури се подложуваат, односно се согласуваат да облечат таа блуза и некој во нив да стрела со стрела, да ја исфрли стрела кон нив. Значи со лаки стрела да пука во нив. Замислете, до толку биле сигурни во цврстината на тој оклоп на Александар што го носел. И да, тие го направиле тој експеримент и стрелата не ја пробила блузата, дечкото што носел блузата останува неповреден. И можете да побарате на интернет, Лино Рекс го имаат они наречено тоа, Ленорекс, Линорекс, нема фаќате за збор, како е точно, меѓутоа изгуглајте, ќе го најдете експериментот со дечкото, јас не можам да го објавам поради тоа што имам забрана на YouTube да објавувам слики и такви работи, каналот ми е под напад цело време и сум многу ограничен, меѓутоа еве, вие може да го направите тоа и се уверите во тој експеримент и да видите каков лен имало на оваа наша територија, односно каква земја имаме ние тука. Исто така може да се уверите и да видите колку сме биле напредни ние во тоа време и дека сме го измислили првиот панцир или првиот кевлар, како го викаат. Тој кевлар го носел Александар. Ви благодарам, луѓе, што ме изслушавте, што ви отворив уште една интересна тема. Оставам на вас понатаму да се истражите. И се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!